Големи вложувања и целосна реконструкција на патот од Тетово до Попова шапка, 350 паркинг места, што поголемо инвестирање би значило и промоција на Шара да стане регионален скијачки центар на Балканот. Ова го истакна носителот на листата во 6-та изборна единица од ВМРО-ДПМН Владимир Ѓорчев пред денешната посета на Попова шапка. Во делот на скијачките патеки ќе имаме зголемување на скијачките патеки од 12 на 18 километри. Значи од 12 на 18 километри скијачки патеки. Исто така ќе има и парк за сноуборд. Значи оние кои што се љубители на сноубордот ќе имаат едно добро изненадување, еден добар терен каде што ќе можат да ги покажат своите вештини. Исто така ќе имаме и најмодерна жичара, 607 на Балканот, со која што ќе го зголемиме капацитетот на луѓе кои што ќе можат да се превезуваат од 2000 луѓе дневно на 12.000 луѓе дневно, што е големо зголемување. Тој денеска се сретна со граѓаните од горниот дел на градот, на кој им вети реконструкција на улицата Гоце Делчев во должина од 1200 метри. Во програмата предвидуваме реконструкција на улицата Гоце Делчев во Тетово во должина од 1200 метри, која што ги поврзува населбите Колтук, Дваберста, Певчина, се до Поток. Значи тоа е особено важно за луѓето во овие населби и со реконструкцијата и асфалтот во оваа улица мислам дека ќе имаме значителен напредок во она што се нарекува секојдневно живење. Ѓорчев го посети и Сдруженијето на телесни инвалиди мобилност како и конфекцијата Фанди. Се сретна со граѓани кои имаат свои барања. Рече дека и досега е многу направено, но потребна е реализација на уште предвидени проекти. Вети дека ќе има постепено зголемување на минималната плата. Она што е новост во новата програма на ВМРО-ДПМН за престојните парламентарни избори е отварање на нови фирми во рурални средини, што би допринело до намалување на невработеноста.